Вести на Канал 8. Добар ден. Запишувањето во прво оделение на учениците од источниот регион е завршено со околу 90%. За сега во евиденција не се влезени децата кои со своите семејства повремено се во странство или во меѓувреме се одселиле во други градови во Македонија. Максимален одзив од околу 90% за запишување во прво одделение покажале родителите од источниот регион, чии деца од наесен треба да го започнат основното образование. Во сите 11 општини од регионот, опфатеноста на дечињата родени во 2008 година е солидна, односно задоволително се исполнува планираниот број, велат одговорните референти за образование во локалните самоуправи. Според одговорните во општина Кочани пак, одзивот кај нас е и повисок од просекот, односно опфатеноста на првачињата е околу 95%. До почетокот на новата учебна година ќе се работи на дополнително зголемување на опфатот, за што се разговараше и на неодамнешната средба на директорите на училиштата со градоначалникот Димитровски. Ни остануваат уште малкумина, кои што заедно со невладините организации, заедно со нашите служби од општината, заедно со инспекторатот, ќе пробаме да ги собереме сите, за да можеме да ја постигнеме целта, ниту едно дете да не биде оставено на улица, односно да бидат сите опфатени во образованието во прво оделение. Слични заложби за зголемување на опфатеноста на децата за запишување во прво одделение има и во соседната општина Штип. Службите од училиштата се задолжени да ги посетуваат овие ученици кои што не се јавили во законскиот рок, така што се надеваме дека до 31 август ќе бидат посетени од службите и дека ќе бидат сите законски обврзници запишани во учебната 2014-2015 година. Според законските норми, значи задолжени се сите ученици да посетуваат основно и средно образование, значи задолжително образованието, и доколку не се запишат, родителите се, според законските норми, се казнуваат со глоба од околу 1000 евра. Едно од нерешените прашања во врска со запишувањето на првачињата во Кочани е почитувањето на реонизацијата на градот. И понатаму има практика ученици кои според реонот на живење припаѓаат кон едно основно училиште да се запишуваат во друго. Граѓанската иницијатива за петиција против воведувањето платен паркинг во Кочани после објавувањето на социјалните мрежи продолжува и на терен. Иницијаторите поставија пункт во центарот на градот, а рокот за собирање на потписите е пролонгиран за уште неколку дена. Голема поддршка даваат граѓаните на Кочани на петицијата против одлуката за плаќање на доместок за паркирање, што неодамна ја усвои Советот на општината. Откако иницијативата се појави виртуелно на социјалните мрежи, сега таа се пресели и на терен во централното градско подрачје. На пункт поставен во трговскиот центар, граѓаните имаат можност лично со потпис да го кажат своето мислење против новото финансиско оптоварување, што ќе започне да важи од 1 јули. Во меѓувреме петицијата доби и пошироки димензии, односно, освен против плаќањето за паркинг, се однесува и на новите повисоки цени на комуналните услуги, чија примена ќе стартува истовремено со претходната давачка. Иницијативата ја продолживме, значи поточно ја проширивме и на покачената цена на водата и на услугите за канализација, заради тоа што сметаме дека и тоа се непотребни трошоци кои што удираат по џебот на граѓаните во едно кризно време. Каков е одгласот? Одзивот е одличен, значи во постојано доаѓаат граѓани, постојано се потпишуваат и навистина зазема една масовност. Гледајќи дека на она иницијатива на Facebook поприми прилично големи размери, поголема масовност, одлучивме да тргнеме на терен и веќе солидно сме задоволни од ова што досега се случува. Поради големиот интерес кај граѓаните за потпишување на петицијата, Симеонов, заедно со другиот носител на иницијативата, Благица Сабовљевиќ Стоименова, одлучиле собирањето на потписите да се пролонгира за уште неколку дена. Така, наместо до недела, за кога беше најавен крајниот термин, потпишувањето ќе биде до четврток и на отворениот пункт и на Facebook профилот за петицијата. Имаме поддршка, значи, од повеќе граѓани, всушност од сите тие граѓани кои што самоволно и така прилично енергично доаѓаат да се потпишат на оваа петиција. Практично тоа е една граѓанска иницијатива зад која што стојат веќе повеќе од 200 граѓани со потпишувањето. Симеонов вели дека иницијативата не ги изненадила кочанци и тие, без разлика на партиската припадност, заеднички ја даваат поддршката. Собраните потписи ќе бидат доставени до надлежните служби во локалната самоуправа, пошто очекуваат нивна позитивна реакција,
односно прифаќање на мислењето на граѓаните и започнување процедура за запирање на постапките за новите давачки. Децата од детската градинка Павлина Велјанова ја одржаа својата завршна приредба. Пред преполната сала на Центарот за култура Бели Мугри покажаа што научиле за време на престојот во предучилишната установа. Од септември ги очекува поаѓање во прво оделение. Најмалите од детската градинка Павлина Велјанова уште еднаш покажаа дека кога се однесува во собирање на масовност на публика, секогаш се први. На нивната завршна приредба, која се одржа во Центарот за култура Бели Мугри, салата беше претесна да ги прими сите што сакаа да присуствуваат, затоа што, за да ја проследат изведбата на само едно дете, доаѓаат сите негови роднини и пријатели. На завршната приредба настапија големите групи од сите 4 клона на градинката. Присутните ги поздрави директорот на установата Иван Панов. Изминатите години во континуитет траеше процесот на градење доверба и споделување на одговорноста меѓу нас вработените, во најголем дел воспитувачите и негователите и вас родителите. Овој процес е еден од најзначените фактори за растот и развојот на децата, бидејќи вие родителите сте важен извор на информации за детето, а воспитувачите се насочувачи во јакнењето на самодовербата, самостојноста, социјализацијата, емоционалниот развој и интелигенцијата. Децата низ многобројните изведби со голема радост на сцената покажаа дел од она што го научиле во текот на својот престој во предучилишната установа. Идните правачиња кои од септември ќе седнат во училишните клупи се поздравија со своите воспитувачки, со кои поминаа значаен период од својот живот. Изведуваа музички точки со различна кореографија. Продолжуваме понатаму со вестите на Канал 8. Пирографија арт е насловот на изложбата во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри. 40 слики изработени во техника пирографија, 2 недели се на располагање на кочанци. Икони, цркви, ликови на познати музичари, уметници, пејачи, изработени на дрво со помош на техника пирографија, изложени се во Центарот за култура Бели Мугри. Пирографијата е една од најретките уметности изведени на дрво. Во исто време е и техника со која со горење се нанесува траен мотив на дрвото. Изработката се извршува рачно, не се употребуваат никакви ласери или други инструменти, што дополнително ја прави пирографијата уникатна уметност, објаснува авторот на изложбата Владко Анчов. Пирографијата е стар начин на изработка на слики и тоа ми беше некако присутно. Пробав, видов дека имам доста добар успех во тоа, па идеи, повеќе на икони, обрнав внимание за тоа што најдобро изгледат иконите на дрво, така дава старинско нешто и во нив, па и ликови кои ми се драги, да речем, некако се испреплетени со мојот живот. Со различни алатки кои произведуваат топлина се нијансира, уствари се гори дрвото. Иконите и сликите за прв пат се изложени во Кочани. Второто представување ќе биде во домот на Арама во Скопје. Иконите се на продажба и цените се пристапни, додава Анчов. Летна тераса за потполно уживање во текот на летните месеци отвори ресторанот Аледар. Истата е со капацитет да прими околу 250 гости. Полн погодок за релаксација во текот на летото е новоотворената летна тераса во склоп на ресторанот Аледар. Вакво освежување им беше потребно на кочанци, со оглед на тоа што е единствена во градот. Пред многу гости блиски на сопствениците на Аледар, со пријатна музика, во убав амбиент, добра услуга и коктел. Во четвртокот вечерта терасата беше свечено отворена. Ние ова го направивме со цел сите граѓани од Кочани и од соседните општини, па и од цела Македонија да уживаат во убавините кои ги прередивме. Се надевам дека сето тоа што го направивме до сегашниот труд, веќе 4 месеци ја спремаме летната тераса, се надевам дека целиот овој труд ќе се исплати и се надевам дека ќе се допадне на сите граѓани од целата држава.
Летната тераса има капацитет од 250 до 300 гости, значи претежно таа бројка, меѓутоа ќе се движиме до 250. Може да се организираат различни свечености, значи крштевки свадби, се во зависност од тоа, од желбата на граѓаните. Ќе имаме стално, значи живи свирки, претежно да се фокусираме на староградската музика, значи во стартот, сега ќе видиме како граѓаните ќе ја прифатат таа музика. За да се направи вакво нешто и да се дозволи комфорт на гостите, за терасата вложена е голема инвестиција од страна на собствениците, но тие се надеваат дека кочанци ќе знаат да искористат. Традиционално по трет пат и годинава во Кочани ќе се одржи фестивалот на детска песна Музички бранови. Снимањето на песните и подготовките се завршени, а фестивалската премиера се најавува за понеделник во Центарот за култура Бели Мугри. Нови 12 детски песни ќе бидат исполнети на овогодишниот трет поред фестивал Музички бранови 2014 во Кочани. Музичкиот настан, што веќе станува традиционален и годинава ќе донесе свежи теми и ведри звуци, што ќе ги исполнат младите учесници од Кочани и регионот. Новина е тоа што фестивалот добива и интернационален формат, со учество на изведувачи од странство. За програмата беше планиран настап на вкупно 14 учесници, за што беа подготвени исто толку песни. Но организаторот, Профи Медиум од Кочани, информираше дека во последен момент дошло до известни промени. Од оправдани причини, двајца гости од Бугарија го откажале учеството, а на фестивалот ќе настапи еден изведувач од Србија. Подготовките за фестивалот веќе се завршени, а песните се снимени во музичките студија на Сашко Велков и Јордан Манов во Кочани. Автори на композициите се кочански музичари и текстописци, а аранжманите ги направија Љупчо Ѓоргиев и Сашко Велков. Како придружба на изведувачите на песните, своја програма подготвува и нова ритмичка група, а ќе настапи и фестивалскиот хор. Организаторот најавува нова сценографија и оригинална изведба со одлична забава за посетителите. Одржувањето на фестивалот е со финансиска поддршка од неколку компании, како и од локалната самоуправа на Кочани. Медиумски покровител е телевизија Канал 8. Премиерната изведба на третиот фестивал Музички бранови 2014 е закажана за понеделник 9 јуни со почеток во 19 часот на сцената во Центарот за култура Бели Мугри. Цената на влезницата е 50 денари. И за крај на денешните вести, информацијата од спортот. В сабота завршува овогодишното првенство во првата македонска фудбалска лига за жени. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани, која годинава е освојувач на шампионската титула, последниот првенствен надпревар го игра на домашен терен. На стадионот Никола Мантов, кочанки ја пречекуваат екипата на АС Юнајтед од Струга, а средбата започнува во 13 часот и 30 минути. Без разлика на постигнатиот резултат, домакинките остануваат на првото место, па се очекува по завршувањето на надпреварот да им биде доделен шампионски пехари и медалите. Со тоа, по само 2 недели, тие повторно ќе се слават, откако претходно го освоја и фудбалскиот куп на Македонија. Го следевте петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд.